поднадворешни влијанија, поднадворешни фактори, под наплив на некакви емоции. Ние го правиме изборот. Сепак, ние го кажуваме последниот збор. Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Јас сум Жаклина, а темата на денешното видео ќе биде одлуката. И претходно имам зборувано за вистински одлуки и мојот став е дека секоја одлука е вистинска затоа што е донесена во одреден период, во одредено време кога ние сме верувале дека е тоа така. Имам зборувано за можноста да се менуваат одлуките, затоа што ние сме ги донеле, после анализа, размислување, договарање со себе си, и за тоа колку е понекогаш тешко или лесно или едноставно да се донесе некоја одлука. Но во денешното видео ќе зборувам за значењето на зборот одлука, односно за едно од многуте значења, или ќе се обидам да ја прикажам позитивната страна на одлуката, позитивната страна на моќта која го носи зборот. Знаеме дека зборовите имаат своји различни значења или зависат од тоа кој ги кажува, каде, како и во какви ситуации се употребуваат, па можат да добијат повеќе и различни значења. Затоа не сакам одлуката да ја земаме само како одреден притисок кој ни се прави за да донесеме нешто на брзина, во што нема да бидеме сигурни, или после подолг период ќе се покаеме затоа што сме донеле таква одлука каква што сме донеле, туку сакам да зборувам и за можностите и привилегиите кои фактички ги означува самиот збор, затоа што зборот одлука носи во себе можност. Зборот одлука содржи во себе избор. Секогаш кога сме ставени пред донесување на некаква одлука, тоа значи дека ние имаме можност. Имаме можност да направиме некаков избор. Се разбира дека е многу полесно да донесеме одлука кога имаме една позитивна, убава работа и кога другата ни е помалку привлечна или знаеме дека ќе ни предизвика проблеми. Проблемот настанува кога имаме два избори, односно две можности, односно треба да донесеме две одлуки, кога треба да избереме меѓу две еднакво лоши работи, односно две работи кои што не ни одговараат, не сме сигурни какви резултати ќе дадат. Меѓутоа исто така, што најчесто не го размислуваме, многу понекогаш е сложено да се донесе и одлука кога имаме две подеднакво привлечни работи. А и тоа се случува во животот. Се разбира, овде не спорувам само за огромни одлуки кои ќе го сменат нашиот живот од корен, туку зборувам и за одлуки на секојдневно ниво. Лесно ни е да избереме кога имаме, например, два настани, две случувања на кои што едниот знаеме дека сакаме да одиме, другиот не е наш предмет на интерес. Нормално дека ќе одлучиме да одиме на оној настан кој што повеќе ни се допаѓа. Тешкотиите настануваат кога имаме два настани на кои на двата не ни се оди, меѓутоа поради известни причини, поради пријателите, поради тоа што некој го организира или настапува на тој настан, сме принудени да одиме. Ние сме убедени дека сме принудени и некако потешко донесуваме одлуки. Но истото се случува и ако имаме два настани на кои што сакаме да присуствуваме, а се случуваат во исто време. И тогаш исто така ќе бидеме соочени со тоа дека ни е потешко да донесеме одлука. Но во сите тие случаи, она што се крие зад зборот одлука, она што е наша можност, иако понекогаш сакаме да кажеме дека немаме избор за да се оправдаме себе си или дека тоа сме го направиле под притисок на околината на најблиски луѓе, сепак останува фактот дека одлуката е избор. Во одреден момент, со дадени ресурси, вештини, знања, умења, желби, потреби што ги имаме, и ние сме тие кои ја носиме одлуката, се разбира. И затоа сакам да го задржиме вниманието на тоа дека не е страшно секогаш да се донеси одлука. Понекогаш
убаво чувството, се решаваат, расчистуваат многу работи, ни се отвараат нови патишта, добиваме некои неочекувани средби, понуди, доживувања кои не сме можеле ни да замислиме и дури потоа оценуваме, потврдуваме дека нашата одлука била вистинска или исправна. Со текот на времето, нашите емоции и размисли може да се променат и некои одлуки кои што во моментот ни изгледале како погрешни може да се потврдат како вистински и обратно и затоа секогаш споменувам дека ако ние сме донеле таа одлука, можеме потоа да промениме или да донесеме друга диаметрално спротивна. Сепак тоа е наша одлука, наш живот, наши избори кои што ги правиме секојдневно и одлуки кои што исто така ги донесуваме секојдневно. Привилегија, чест е да се има можност да се направи избор, да се донесе одлука, но исто така да се преземе и одговорност за таа донесена одлука, дури и кога потоа ни изгледа како неадекватна или погрешна, дури и кога нема да ни ги даде очекуваните резултати, дури и кога сме го избрале настанот, кој што откако сме присуствувале, не ни се допаднало како сме си поминале, како сме се чувствувале, па размислуваме сега дека може би ќе беше подобро да го изберевме другиот настан. Во сите ситуации ние сме тие кои ја донеле одлуката и наша одговорност е да ги носиме последиците од таа одлука. Затоа што секогаш ќе има последици. Последиците не мора нужно да бидат негативни. Може да бидат и позитивни, но тогаш едноставно не размислуваме, го прифаќаме тоа како да ни припаѓа, како дадено здраво за готово, како и со многу други работи во животот. Но доколку одлуката која сме ја донеле потоа ни направи некакви предизвици, ни создаде проблеми или барем непријатно чувство и спомени кои што нема да сакаме да ги споменуваме, тогаш ние ќе се двоумиме, можеби ќе се обвинуваме себе си затоа што сме ја донеле таа, а не другата одлука. Но како и да е, останува можноста, останува привилегијата да правиме избори, да донесуваме одлуки, но тоа само по себе си носи и одговорност. Да стоиме зад своите одлуки. А нашите одлуки скоро никогаш не се само прекрасни, точни, не носат секогаш само позитивни чувства, убави работи и така натаму. Секогаш, или барем најчесто, има и едно и друго. И една страна и друга страна. И едната одлука и другата одлука која што не сме ја донеле, не можеме да знаеме дека немало да ни донесе нешто добро. Меѓутоа, нели, секојдневно се соочуваме со такви одлуки, не можеме да бидеме на две места, не можеме да задоволиме сите наши перцепции, потреби, чувства и мораме да бираме, да правиме избори и да бираме според некои наши уверувања што ни е најважно, приоритетно во тој период од животот или денот и врз основа на тоа ги носиме и нашите одлуки. Одлуката можеме да ја донесеме пак, ако не ни се допаѓа, дека не треба да се каеме и обвинуваме, затоа што претходно сме донеле некоја одлука која сега мислиме дека можеби не била најдобрата, да се фокусираме на тоа дека имаме можност, дека имаме избор, дека секоја одлука, колку понекогаш да ни изгледа тешка и сложена, да не заборавиме дека тоа е избор, затоа што во некои ситуации, под влијание на некакви настани, ние и немаме свесна одлука која ќе го промени текот на настаните. Едноставно, некогаш мораме да се прилагодуваме многу брзо и да, ние пак донесуваме одлуки, меѓутоа се тие краткотрајни, времени, можеби нема да извршат влијание врз нашиот понатамошен живот, можеби ќе извршат, затоа што понекогаш и еден кажан збор може да го промени патот на нашиот живот, начинот на кој сме комуницирале, сме се однесувале со луѓето или односот со некој човек. На крајот на краиштата и одлука е само збор кој има свое големо значење, своја моќ, своја магија како и сите други зборови. Ви посакувам
da imate ubav den, da ги донесувате одлуките свесно, да бидете фокусирани на тоа дека треба да сме благодарни затоа што имаме можности, избори, дека сите одлуки се менливи, минливи, дека можеме да ги менуваме и да не се обвинуваме затоа што тогаш кога сме ги донеле, сме го направиле најдоброто што сме знаеле и умееле, или сме направиле некој избор кој во тој момент сме мислеле дека е за нас најдобар. Се гледаме во некое ново видео.